Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Јулија, замисли, само што добив повеќе од 1000 денари. Ете така, никој не знаеше дека се молам за пари, за да им ги дадам на мисионерите. Што сакаш да кажеш? Кога и да добијам джепарлак, давам дел од парите на Бог за мисионерска работа. И сега сакам да купам кукла, за да ја ставам во кутијата што ќе оди кај некое сиромашно дете за Божик, во далечна земја. Ќе дојдеш ли со мене? Се разбира. Во продавницата за играчки решија да ја купат куклата со долга руса коса и убав син фустан. Од кога платија, Катерина и Јулија отидоа право во куќата на госпоѓа Велевска. Добар ден, госпоѓа Велевска. Ова е за божикниот пакет. О, жал ми е, но кутијата веќе е затворена. О, не, но оваа кукла треба да оди кај некое дете кое има потреба. Го знам тоа сигурно. Исус ми даде пари да ја купам. Кога госпоѓа Велевска виде колку беше сериозно девојчето, ја отвори кутијата. Благодарам многу, госпоѓа Велевска. Бог има цел за неа. Како сестра Рут да го претпостави тоа? Таа беше мисионерка во Кина и предаваше германски јазик на една млада девојка. Адина беше многу надарена за учење јазици, но никогаш немаше слушнато за живиот Бог кој прави чуда и многу ја сака. Може ли твојот Бог навистина да направи се? Да, со него ништо не е невозможно. Тогаш тој треба да ми испрати кукла со руса коса и со син фустан за Божик. Те молам, кажи му го тоа. Сестра Рут не можеше да замисли како Бог ќе ја исполни оваа желба. Беше вчудовидена кога ја отвори кутијата со куклата, која беше одговор на молитвата. Тоа не беше случајност. Ти благодарам, Господе Исусе. Ти си жив и навистина можеш да направиш се. Те молам, помогни и на Адина да те запознае. Таа убаво ја завитка куклата како подарок и ја донесе на Адина. Еве, Адина, Господ Исус ти го испрати ова. Прекрасна е. Ова е токму таква кукла каква што сакав. Скокаше од радост околу собата, но наеднаш стана сериозна. Сестра Рут, Исус може да направи се. Верувам во него затоа што ми ја исполни желбата. Господи Исусе, дојди во мојот живот и направи ми го срцето чисто. Сакам да ти припаѓам целосно. Амин. Божикната радост дојде во срцето на Адина. Исус може да направи се. И таа им го кажа тоа на многу луѓе. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!